Има критики од дел од колегите пратеници кои што не се пријавуваат за збор, но со нас нормално колегијално дискутираат во ходниците, но и дел од медиумите. Што е сега ова и секако ќе помине, дали ќе трае уште 3 дена, 5 дена, секако ќе помине, ќе дојде на ред, ќе се исцрпи списокот на пријавени за дискусија. Парламентарното мнозинство, иако е тенко, има 62 пратеници, ќе се разреши господинот Зврлевски и така натаму. И ние не живееме во фикција, ние сме сосема свесни за тој момент, господио Дамчевска, дека оваа расправа ќе се исцрпи во еден момент и дека тенкото парламентарно мнозинство зашија заврат, како што викаат старите, ќе донесе сите 62 пратеници тука, заради други интереси, ќе си гласаат луѓето и господинот Зврлевски ќе биде разрешен. И тука нема никаква дилема. Но од принципиални причини, ние сакаме да го покажеме овој наш однос кон собранието и кон парламентарното мнозинство. Што се состои? Целата дилема, односно целото прашање кое што јавноста треба да е свесна. Во истиот момент, кога владата на Република Македонија поведе иницијативата за разрешување на господинот Зврлевски, ние поведовме иницијатива за промена на законот за јавно обвинителство на Република Македонија, со кој што предложивме јавниот обвинител да се бира со двотретинско мнозинство. Тоа кажавме дека е некаков гарант дека следниот јавен обвинител, не овој сега, поради тоа што овој сега секако ќе биде разрешен. Следниот јавен обвинител дека ќе биде избран врз принципите на некаква усогласеност на волите во ова собрание. Зошто? Заради тоа што јавно обвинителската дејност во Република Македонија сега е посочена како најпроблематична. И кажа, делот на власта го посочува проблемот кон државното јавно обвинителство, делот на опозицијата проблемот го посочува кон специјалното јавно обвинителство. Но се на се нема човек во Република Македонија кој што има било каква доверба во јавно обвинителската дејност. За жал. Како да го решиме тоа? Во една потранспарентна постапка за избор на новиот државен јавен обвинител. И јас сум благодарен за тоа што неколку од пратениците на парламентарното мнозинство во своите дискусии и реплики се произнесува позитивно за таквиот предлог. Но очигледно партискиот интерес е повисок во овој момент. Односно, парламентарното тенко мнозинство нема намера да го прифати овој концепт на подигнување на стандардите. Нашата дискусија и вашиот збор на одолговлекување на нашата дискусија всушност е обид да извршиме некаков политички притисок врз вас, да разберете дека предлогот има добра намера. И можеби со ден-два плюс да размислите и да го прифатите тој закон. Јас многу пати кажав и денеска, еве во присуство на 30 на пратеници од парламентарното мнозинство ќе кажам, доколку парламентарното мнозинство е спремно денеска да ги изгласаме промените на законот за јавно обвинителство, ние денеска ќе се откажеме од сите дискусии по однос на дебатата за разрешувањето на господинот Зврлевски. По-фер пристап од ова мислам дека не може ниту една опозиција во било која држава. Благодарам.